Еразмус Плюс е интегрирана програма на Европската Унија во областа на образованието. Обуката и младите и нуди можност за корисниците за обука во странство или креирање на проекти на теми од заеднички интерес. 8 години нашата земја е полноправна членка на програмата Еразмус. До сега се искористени околу 36 милиони евра, околу 680 грантови во оваа програма со над 2000 организации и над 30.000 учесници, меѓутоа и од Република Северна Македонија, меѓутоа и од Европа. Во нашата земја имаме луѓе, односно и кадар кој што веќе учествувал во овие програми и кој што ги охрабруваме да преку своето учество, преку своето искуство да го споделат со останатите корисници кои што би сакале да аплицираат, и доаѓа и е крајно време да формираме една Еразмус комјунити, односно Еразмус мрежа, која што е веќе застапена во западноевропските држави, со кој што околу таа Еразмус мрежа ние ќе можеме да напредуваме, да доградуваме капацитети и квалитети на образовните процеси во нашата земја. Може ли да нам кажете нешто повеќе за досегашните корисници? Во изминатиот период сме повеќе меѓу апликантите, меѓу оние корисници, добитници на грант, се со една цел за да можеме што е можно повеќе до широката јавност да прикажеме сето она каде ние ги канализираме овие средства од Еразмус Плюс програмата, односно во сите акции, во сите полиња, за да покажеме, да видиме како се одвиваат тие проекти, што е на крај клучната придобивка од сите тие проекти. И како што напоменавме, значи имаме поделба по акции, имаме скулс, односно во школи, во основни средни училишта, потоа имаме во средни стручни училишта, имаме акции за високо образование, од кои што имаме околу 26 високообразовни институции во државата, од кои што сега 21 добија чартер, кои што ќе може потосно да ги користат овие средства од програмата. И на крајот доаѓаме во акцијата за млади, каде што имаме посебна акција исклучиво за млади, за младинска размена, за младински политики и Европски солидарен корпус, односно тоа е нова програма од 2019 година, каде што имаме за волонтирање. Кои други услуги се достапни преку агенцијата? Ова све што напоменавме моментално е оно што ни е децентрализирано, односно ние како национална агенција што го спроведуваме, меѓутоа имаме и централизирани акции кои што се аплицира директно во Брисел, меѓутоа тие се на пример Еразмус Мундус и Жан Моне, кои што се наменети за високообразовните институции, односно за магистерски и за постдипломски студии. Меѓутоа, дополнително ги охрабрувам сите оние млади тренери, наставници, професори, оние кои што ги создавуваат наставните програми, да се вклучат што е можно повеќе. Таква е, например, платформата ЕПАЛЕ. ЕПАЛЕ е платформа за обука на возрастни и тука јас изразувам длабоко задоволство, бидејќи за прв пат на таа платформа македонскиот јазик е официјален јазик. Сите програми, сите обуки, сите настани можеме да со користење на македонскиот јазик и исклучително со тоа што македонскиот јазик го ставаме рамо до рамо со сите европски јазици и многу полесно ќе биде за сите крајни корисници. Дополнително тука ги имаме Европас, Еврогайданс, Евридика, Етвининг, кои што се дополнителни мрежи. Мора да работиме и на социјалните медиуми, односно сите канали на социјални медиуми, бидејќи увидовме дека младите тие социјални медиуми највеќе ги користат и сите информации ги преземаат од таму. Во новата програма поставивме и на моја голема ангажираност да отвориме повеќе инфоцентри во нашата земја. Преку тие инфоцентри, односно отворени канцелари, како што ги нарекуваме, ќе дадеме дополнителен импакт за тоа што никој национална агенција го нудиме и нашите услуги на еден начин да можна да бидат што е можно поблиску до крајните корисници. За во прв момент очекуваме да отвориме такви инфоканцелари во Скопје и најверојатно во Битола, ќе видиме во постапка сме и со сигурност ќе ги користиме што е можно поактивно и младинските центри
и младинските центри низ државата, меѓутоа и центрите на Europe House и така натака со една цел додека во следниот период да е можно што е можно повеќе да информираме и широката јавност, меѓутоа и сите апликанти што е оно што ние како агенција можеме да го понудиме во однос на развој, во однос на европски образовни програми, во однос на мобилност. Националната агенција за европски образовни програми и мобилност е исправена пред еден нов предизвик, а тоа е новата програма 2021-2027 година, кој што ќе биде со историски најголем буџет до сега, кој што беше усвоен околу 28 милиарди евра, со тоа што ќе има одреден нормално одреден процент за нас. Тоа ние како агенција ќе мора да создадеме услови за што е можно повеќе квалитетни проекти. Мора да работиме на подобрување на квалитетните проекти, бидејќи како што ќе зголемуваат средствата, така значи ќе треба да имаме и што е можно поквалитетни проекти. Северна Македонија е програмска држава. Тоа ни дава за право рамо до рамо со сите европски држави да работиме на што е можно на унапредување на образовните програми, на развој на стратегии, развој на младински политики, унапредување на образовни центри, се со една цел дека новата програма тоа ќе го нуди. Таа нова програма, можем да ги напоменам европските меѓутоа националните приоритети. Тоа ќе биде еден од приоритетите зелената агенда. Ние како агенција, меѓутоа и како општество треба да се залагаме за што е можно повеќе заштита на нашата животна средина и исто така и развој. И затоа ќе дадеме еден добар акцент и во новата програма и јас лично да се ангажирам да е можно што е можно повеќе да имаме зелени проекти. Потоа доаѓа дигитализацијата. Ние како држава, меѓутоа и веќе во последниот период се работи активно на подобрување на дигитализацијата. Некако овој коронавирус само ги убрза сите тие постапки, бидејќи свативме дека сето може тоа голем дел на активности може да се одвиваат и онлайн, може да користат услуги онлайн. Од друга страна имаме инклузијата. Ние општество сме ранливо како општество, имаме голем број на маргинализирани групи. Преку оваа програма нудиме можност за сите оние маргинализирани групи, сите оние кои што се на работ на општеството со еден начин да можеме да ги привлечеме, да можеме преку различни клучни акции, преку различни полиња да бидат вклучени во оваа програма, за да на крајот на денот да можеме да имаме еднакво општество, односно да им понудиме рака за дообразување, за развој, за личен, за професионален развој, за да на крајот на пазарот на трудот и тие бидат активни чинители. Потоа имаме интернационализација. Најголем процент од програмата оди во интернационализација, односно во високо образование. Тоа е процес кој што е започнат и кој што ќе мора да продолжи. Во изминатиот период во активна комуникација со високообразовните институции оваа тема ја наметнуваме. И на крајот соработката со соседите. Една и од главните активности на Еразмус програмата е подобрување на комуникацијата со соседите, односно намалување на оние културолошки разлики, намалување на јазичните бариери. Сето е ова што програмата реално го нуди, можеме преку програмата тоа го направиме и во следниот чекор, заедно со сите соседни држави, бидејќи на крајот на денот ние сме дел од Европа, меѓутоа соседството е она што не поврзува, историјата не поврзува, меѓутоа мора да направиме начин и иднината во таа приказна да не поврзува, затоа ќе работиме активно и со соседите, и јас лично, и преку комуникација, меѓутоа и проектите да не бидат што е можно повеќе со соседните држави. Крајната цел на оваа програма е подобар образовен процес и просперитет за младите.